Добре дојде во студио за моите гости Анастас Вангели, активист на Солидарност, политиколог, и Петар Шилегов од СДСМ. Одиме со дебата која всушност побудува интерес. Сценаријата за излез од кризата. Постојат неколку опции, неколку варијанти. Една од нив е експертска влада, друга е коалициона, односно влез на сите, буквално на сите релевантни, се разбира, политички партии. Постојат про и контра ставови. Кои се вашите про и контра ставови? Зошто да за експертска или пак не за партиска, широка коалиција? Вака, во моментов ја не би дал категоричен став која каква влада не треба. Не би се замарал толку многу со формата или со козметиката на таа влада. Сметате дека козметика, доколку и ВМРО влезе во таа влада и ту, и значи партиите кои се актери на овие бомби. Вака, убаво би било... Негативни актери. Многу убаво би било, доколку нема, нели, не е тој концепт као влада во 2001 година на сите партии, многу би убаво доколку има стварно непартиски луѓе кои што ќе влезат во таа влада. Меѓутоа, што ни кажува искуството во Македонија, само едно нешто ќе посочам, Македонија де факто има непартиски председател, Иванов, кој што беше нели избран 2009 како човек вон партијата, независен нели кандидат. Меѓутоа знаеме како тоа делува во пракса. Така што, ако видиме суштината како функционираат процесите, многу побитно ќе биде... Да, меѓутоа беше представен нели како експерт, како независен. И ако видиме како се пролиферуваат нели секакви експерти низ општеството, многу е тешко да се разграничи сега што е партиско, што е непартиско. Пак ја повторам, убаво би било и фин гест би било од страна и на елитите и на меѓународната заедница, ако не поштедат нели од партиите и навистина им дадеме шанси на експерти. Меѓутоа за мене многу посуштинско би било колку интегритет ќе имаат тие луѓе. Да не бидат тоа некои анонимни нели сега да ги свадиме со докторати од кој знае каде, кои што ќе бидат едноставно послушници на копче. Многу битно ќе биде таа влада да има пример кој што нема да биде Никола Груевски, идеално. Околу тоа подоцна ќе говориме да се реши. Ајде да одиме со експертската заради тоа што е пропонент Анастас Вангели. Смета дека е можеби најдоброто решение. Сметам дека суштински треба да бидат луѓе со интегритет. Да, интегритет, но во македонскиот контекст малку тешко е да се направи таа дистинција. Да, заради тоа зошто сметаат одредени аналитичари дека е многу тешко всушност да дефинира во Македонија кој е експерт. Многу од нив се партизирани, поддржувачи, гласноговорници, пропагандисти на одредена политичка опција. И не постојат, би цитирала само еден текст кој го напиша Катерина Колозова и Артан Садику, кои тие сметаат дека апсолутно во Македонија нема експерти. Многу подобра варијанта е широката партиска коалиција. Значи, токму затоа ние во СДСМ многу внимателно ја дадовме првичната и се уште обстојуваме на таа формулација дека мора да стане збор за преодна влада, за која што сме на чисто дека не би требало или не треба да ја води Никола Груевски, и која што треба да дојде како резултат на политички разговори и евентуално преговори. За жал, се уште не сме влезени во фаза на преговори, се уште сме во фаза на првични разговори и кажуваме заради еднаквост на партнерите кои што седат на маси, кои што треба да бидат чинители на евентуалниот диалог, неопходно е потребно првично Никола Груевски да си поднесе оставка, за да се изедначиме во процесот за да бидеме равноправни, бидејќи таа врхушка на ВМРО-ДПМНЕ со која што раководи непосредно Никола Груевски се причината на проблемите во кои што се наоѓа Македонија и како држава, меѓутоа и како општество со фантастично изразена поларизација и концентрациона, преодна, било каква влада е едноставно општествен процес. Не е тоа желба на социјалдемократскиот сојуз. Во која смисла? Во смисол на неопходност за надминување на поларизацијата. Значи, Но на преговорачката маса би таков концепт бил ставен на маса. Значи, пак кажувам, ние се уште не сме дојдени до фазата на преговори, се уште разговараме и не сме утврдиле нити рамка, нити мандат на евентуалните... Но која е опцијата за која се залага СДСМ? Опцијата што ја
разгледува тоа да се разбереме, не може СДСМ да го има ексклузивитетот да ја определи опцијата. Не да ја определи, за која размислува. Размислуваме за една преодна влада. Каква форма во суштина ќе добие? Дали ќе биде експертска, дали ќе биде политичка, би требало да излезе како резултат на евентуалните преговори кои што би требало да се отворат. Напоменувам се уште дека тие се уште не се отворени затоа што неопходниот услов за да може да се седне да се преговара едноставно не е исполнет по наше видување. Условот да излезе Груевски. Условот да поднесе оставка Никола Груевски. Да. И вие го зачнавте ова прашање. Груевски според неофицијалните информации на тие преговори и во Страсбур и тука, Груевски инсистирал, односно прифатил конечно и многу решенија и предлози од Заев, но еден услов имал, тој да остане на чело на таа влада. Смета веројатно дека ќе биде амнестиран од можните истраги, што е невозможно всушност. Значи, тоа е неприфатливо. Без разлика дали би останал на чело на владата. Значи, неприфатлива оставка од Груевски, не само од Груевски, него од сите тие инволвирани во таа клика криминална околу него е апсолутен минимум во овој момент. Значи, не може да се оди испод тоа. И тоа е еден голем тест, значи не само за таа преговарачка маса и од политички причини, но тоа е тест за македонската државност. После сите оние докази што имаме за Груевски, тој не сме да остане ниту ден, секој ден повеќе со него на власт е трагедија. За раѓање на граѓанското општество, за преживување на граѓанското општество, заради тоа што оваа битка не е само СДСМ. Не, значи ние многу мислам дека подецидно тоа што како политички став го изрази Социјалдемократскиот сојуз во овој процес во Македонија не постоело. Можете да кажете дека Социјалдемократскиот сојуз е носител или рбет на големиот граѓански протест што се одвиваше и протестот што се уште се одвива пред владата, меѓутоа за наша среќа, па кажем за среќа на Социјалдемократскиот сојуз и на Македонија како држава, ова не е политички процес на СДСМ. Ова не е исклучиво политичка битка на Социјалдемократскиот сојуз со цел да дојде на власт. И тука секогаш експлицитно кажуваме, целта на оваа граѓанска битка е всушност да Република Македонија се врати кон нормалните демократски и европски стандарди, бидејќи претендираме како стратешка цел на нашата држава да станеме полноправни членки на Европската унија и НАТО асоциацијата која што е повеќе воено-политичка, меѓутоа Европската унија како таква носи политички и демократски човечки вредности. Околу Груевски, како тој го замислува своето останување во таква евентуална влада, каква и да е, и експертска, и коалициона, широка и концентрациона. Имајќи во предвид дека експерт само за една работа, таа влада нема да ја формира. Кои се неговите аргументи зошто е важно да остане тој на чело на една влада? Сепак би мислам дека тоа прашање ќе треба да му го поставите него. Добро, вашата, не велам дека сте гласноговорни, но вашата анализа што говори? Вие преговарате конечно со него. Трагично е, значи не преговараме. Се уште сме во фаза дали ќе отвориме. Но добро ги слушате неговите аргументи. Дали ќе отвориме преговори. Зошто е за него важно? Ќе биде изземен ли од таа истрага? Детали, не, значи да се разбереме. Социјалдемократскиот сојуз во моментот кога го обзнани или отвори процесот што ние го нарековме вистината за Македонија, кажавме. Начинот на објавувањето може да престане со поднесување на оставка на актуелната власт, меѓутоа тоа никако не е и нема да значи дека доказите со кои што ние располагаме нема да ги даеме на институциите. Доказите кои што ги имаме во СДСМ ќе ги префрлиме во институциите кои што се надлежни за превземање на кривично-правни действија со цел да истражат и да се утврди евентуална кривична правна одговорност на овие чинители кои што македонската јавност веќе во 34 наврати сведочи. Имаме сериозни облици на прекршување на законите, од изборното законодавство до класичните злоупотреби. Како, на кој начин Груевски би ги избегнал овие процеси, овие истраги за кои говори Шелегов, доколку евентуално? За нас, само да се допрецизирам, за нас нема дилема и тоа секогаш го ставаме на маса. Нити бараме, нити тргуваме со тоа да против председателот на СДСМ Зоран Заев бидат затворени активните предмети. Тоа никогаш не го бараме, меѓутоа бараме јавното обвинителство со иста сериозност и посветеност да се посвети на овие сериозни индици што ние ги презентиравме во македонската јавност. Добро, тоа е барањето и меѓународната јавност, но околу Груевски
Што сметате, зошто тој, се знае зошто инсистира, но како го замислува тој процес дека би бил изземнен, амнестиран од понатамошни истраги на ваква една прелна влада кој знае колку би трajala, можеби една година? Не сум сигурен дека тоа е прашање за политиколог, мислам дека тоа е прашање за психолог во случајот. Затоа што се работи за Груевски таа елита околу него, која што мислам дека и тоа и самите се себе го тврдат на снимките, имаат изгубено контакт со реалноста. Значи ова е еден вид ќорсокак. Ние гледаме дека нивната политика пука по шалови, дебакли мал милион. Последен беше нели ретирирањето во врска со шифтот во надворешната политика. Од една страна нели проруски символи, заговори, се тоа следниот ден интервју во кое што се дистанцира нели од Путин. Таквата реторика низ годините е веќе препознатлива. Меѓутоа, да, тоа е, они се во безизлез и тоа веројатно на секој човек што има контакт со реалноста би му било јасно. Меѓутоа во моментов очигледно таму владае некоја култура на тапкање по рамо и буквално несослушување, несогледување на се она што е критичко. И токму тоа е затоа што токму тоа се причините заради кои они толку долго нели се влечат со ваква власт и тоа се причина за кои што они се толку твртоглави во овој момент. Излегувањето. Да. Вангели говори за ќорсока која станува збор за кризата, но вели тие се во безизлез. Не смета дека всушност сите, и претпоставам смета дека сите сме во безизлез. Но какво, да. Не сме сите во безизлез. Заради тоа што е во ќорсокак кризата. Може во ќорсокак се политичките и преговорите Во ќорсокак се политичките елити кои што сега ќе се натега. Знаете, ја стварно мислам дека не им е лесно нив таму на масата, мислам Заев, Груевски и двајцата албански лидери, кои што ку знае сега колку долго ќе се натегаат. Меѓутоа не треба да не фати и нас нели тоа расположение на безизлез и ќорсокак. Во овој момент мислам дека е многу нужно граѓаните и граѓанките сите во својот собствен капацитет да бидат проактивни. Впрочем, тоа се случуваше во годините наназад и сега е периодот кога нели ние не смееме да запреме. Че во последните 2 години тоа предчувствување на ќорсокакот е многу актуелна состојба во Македонија. Вие имате со години намалување на довербата во системот. Тоа го кажуваат податоците. Во политичките партии, во институциите, во особено намалување нели на довербата во владеачката партија, меѓутоа многу малку расте опозицијата во другите партии, вклучително опозицијата. И тоа што се случува последните 2 години, вие имате многу голем пораст на бројот на граѓаните кои што применуваат директни конфронтирачки стратегии према системот, од пишување петиции до организирање и самоорганизирање во групи за протести, за демонстрации, за штрајкови и разни стратегии на бунт. За некои од нив знаеме, некои од нив се прославија, за некои од нив можеби не знаеме и тие тлеат низ општеството. И сега е моментот кога тие мора да повторно да се разгорат, не во некоја насилна форма, меѓутоа во една децентрализирана, плурална форма, затоа што тие луѓе се тие кои што ќе носат промената. Во овој момент оние што имаат моќ и ресурси и оние кои што се на власт, меѓутоа и опозицијската партија се наоѓаат во еден костец. И ние тука мораме да придонесеме со буквално разгорување на нашата борба низ општеството. Малку би го прецизирал вашето термин. Не станува збор за безизлез, станува збор за тоа дека Република Македонија е заложник на Никола Груевски врхушката плана. Не, прашањето беше добро. Не заради неотвореноста на СДСМ како дел од политичката структура, туку заради затвореноста нивна и одбивањето да се соочат со реалноста. Добро, но токму е тоа прашањето и тоа сака, значи, кога велам безизлез, нема излез од овие преговори, нема излез од оваа криза. Како може да биде натеран, дали ќе остане на ваша пуста желба Груевски да излезе од општо политичката сцена? На кој начин би го натерале? Значи, општествен е процесот, социолошки е процесот. Овој процес не може да заврши поинаку од колку со заменување на Никола Груевски. Ако сакате и политички тој процес. За начините да говориме, не мора да замине затоа што нема нити легитимитет, нити верувам од ден. Ова се повеќе пароли. Не. Но јавноста сепак сака да ја слушне стратегијата, методите на кои ќе ги примените за Социјалдемократскиот сојуз во целост се определи за мирен начин на изразување на
ќе употребам збор револт, политички револт или граѓански револт или како сакате кажете го кон актуелната власт. Вие знаете дека на она што беше импозантен граѓански собир, повторно потенцирам, на 17 мај, ние како СДСМ објавивме условно кажано пакт со дел од граѓанскиот сектор, каде што понудивме нашите политички визии за излез од кризата, понудивме и себе развластување во моментот на промена на власта. Мислите на заменувањето на Заев? Не заменувањето. Себе развластување во смисол во моментот кога по пат на предвремени избори Социјалдемократскиот сојуз ќе дојде на власт, ќе понудено име на сите овие 70 на граѓански асоциации кои што се членови на коалицијата Граѓаните за Македонија, дадено е какви ќе бидат методите на идното владење на СДСМ. Со себе развластување како власт, всушност да ги внесеме граѓаните и нивниот револт, да го канализираме низ институциите, меѓутоа на начин на кој што тие ќе можат да влијат врз нивната работа. Да. Не само да зборуваме и да остане празна риторика. Граѓаните мора да бидат рамноправен партнер во се ова. Значи кога вели се извинувам само реплика една, кога велите да бидат директен партнер и актер во зошто не би биле и во тие преговори? Постојат различни идеи, зошто и тие не би седнале барем како наблюдувачи. Може би не активни преговарачи. Токму затоа се извинувам само. Токму затоа и нашата позиција дека ние мора да бидеме изедначени за да може да располагаме, односно да преговараме на иста основа со останатите политички лидери. Затоа што можеби некој има легитимен сомнеж дека таму председателот на СДСМ се пазари за својата слобода. Добро, околу пазарите на Заев ќе говориме подоцна, за кои се говори, не значи дека се на висина пазар, но може би и се. Вангели, зошто не е возможно на тие преговори да седнат граѓанските здруженија, активистите? Па не дека не е возможно, меѓутоа до сега очигледно нема волја од организаторите. Сега тоа е прашање не само нели што треба да се постави на СДСМ, меѓутоа сигурно треба да се постави многу повеќе и кон на другите партии и кон партнерите од меѓународната заедница. За среќа имаме сојузници во таа борба. Пред некој ден подсекретарот на Обединетите нации го уважи предлогот на Институтот за демократија, една граѓанска организација која што изрази го формулираше тој предлог да има и представници од граѓанството на преговорите, како монитори, како кои што нема да бидат информирани преку медиумите или на пресконференции, меѓутоа ќе можат да бидат директно таму. И сега не знам колку Македонија е зрела за такви чекори, меѓутоа јас би одел дури понатака, зошто тие преговори, бар тие што се во Скопје, недоверливите преговори во Страсбург, да не бидат дури и јавно прикажани, нели има стриминг, може во живо да се гледа сето тоа. Веќе имаше добар чекор напред со присуството на новинарите и тоа треба да се уважи, меѓутоа треба да одиме многу понатаму. Значи, оваа криза е поголема од сите нас, поголема од политичките елити, е многу важно како граѓаните ќе бидат вклучени во решавањето на истата, за да избегнеме да не се повтори истото, да не ја забораваме. Оваа криза во која што се наоѓаме е резултат на една матрица на функционирање и размислување која што никогаш не е променета, можеби и од поранешна Југославија. Така, само да се докажам. Значи, не смееме да заборавиме. Диктатор и диктаторска клика се луѓето. Меѓутоа диктатура е начин на размислување и политичка култура и таа мора да ја менуваме. Токму затоа и ние како политичка партија ги отворивме нашите врати. Само еден коментар за тоа. Добра, тука морам да пофалам дека СДСМ навистина направи некој исчекор, меѓутоа за сега резултатите видливи се символички. Значи ги тргнавте за да минете и тоа е супер. За долгорочната стратегија ќе коментираме во периодот кој што следи. Но веројатно стратегијата ќе ја градат заедно со граѓанските здруженија. Стратегијата, значи целокупните активности на сегашните протести во смисол на кампот што се наоѓа пред владата,
и понатамошните чекори врзани околу протестот ги работиме во едно координативно тело со дел од граѓанските асоциации што се членови на оваа коалиција. Значи, сега да не излезе дека го фалам СДСМ што нели нормално, меѓутоа СДСМ сега за сега во историјата на македонската демократија е единствената партија која што вака широко ги има отворено своите политички врати, да кажам, за помош од граѓаните, за да можеме заеднички да креираме за вклучување може би подобро отколку за помош. Добро, и помош е, знаете, како вика старите. Активно треба да бидат вклучени, бидете еднакви партнери. Се и учествуваат, помагаат со своите идеи во креирањето на политиките што се да сме ги промовираат. Апсолутно. Тоа СДСМ го прави веројатно од прагматични причини, затоа што реков во последниве години не расте толку довербата во СДСМ колку што расте директното учество на граѓаните. Односно недовербата. Тоа е мудар политички тоа е мудар политички чек од СДСМ. И тоа во целиот овој момент не смееме да заборавиме дека се уште има голем број на граѓани кои што се максимално револтирани и кои што сакаат Груевски да се оди веднаш, меѓутоа кои што дали од идентитетски, дали од стратешки, дали од концепцијски разлики, едноставно не сакаат да се приколнат кон таа страна. И затоа ние мораме да работиме широко во општеството на децентрализиран начин, да ги негуваме тие огинчиња, не само во кампот, оние очигледни во кампот. Тоа е една приказна, меѓутоа има многу помали приказни низ Македонија кои што мислам дека во моментот се суштината на демократизацијата. Значи, целото тоа незадоволство не може, по дефиниција, не може да биде контролирано или да се сплоти во еден центар. Тоа не значи дека не треба. Значи, ние мора да останеме на таа една широка општествена борба, повеќе фронтови, да го заобиколиме Груевски и да не дозволиме да се повтори таа авторитарна матрица повторно. А тоа ќе го направиме само ако негуваме плурализам и дебата внатре во антигруевистичкиот фронт. Да, околу фронтот, односно кампот антигруевистички го нарекува. Не, сам кампот е дел од фронт. Не, знам многу, сега околу кампот би говорела. Зошто СДСМ инсистира на, се разбира, мирните протести се да маст, така, нормално, но сепак, зошто инсистирате исклучиво на камп? Зошто ги заборавате маршевите, протестите со апсолутно отврлање на било какво насилство? Не се заборавени, значи но не се практикуваат. Само малку. Имаше определена кулминација на активностите на СДСМ и на граѓанскиот фронт, која што кулминираше на 17. Условно, ако употребан термин, го освоивме просторот што беше недопирлив после 5 мај. А тоа е просторот онаму каде што де факто се носат одлуките за сите општествени сфери. Тоа беше просторот пред владата на Република Македонија, токму затоа е таму кампот, за да може тој простор да биде слободен. Но се останува во кампот. Се пасивизираат протестите со кампот. Откако, значи, ја стабилизиравме таа состојба, вие сте сведоци дека пред Валена веќе започнат протестните маршеви. И е предвидено во рамки на она што го разговараме и договараме со нашите граѓански партнери. Тој начин на изразување на незадоволство преку протестни маршови да зима интензитет. И ќе бидете сведоци дека најмалку 2 до 3 пати во текот на неделата, во периодот кој што следи, се надевам дека нема да биде предолг тој период, ќе имате протестни маршови кои што ќе бидат насочени кон институциите кои што креираат или се таргет всушност ваш, а се дел од бомбите. Се дел од бомбите, меѓутоа и тоа се институциите кои што во своето партизирано функционирање овозможија да Македонија биде доведена до ваква очајна општествена состојба. Да. Вангели запишува нешто. Да, некои поенти само. Добро. Значи точно дека просторот се освои, се стабилизираше и браво за тоа, меѓутоа опасноста е и чувството дека тој простор исто така и се деполитизира. Тоа е една конструктивна критика, затоа што има дебати, има така по некоја маршче, меѓутоа тоа е 1 сат, 2 сати од денот. Другите активности, значи можеби треба малку да се работи на политизација на кампот. Сега, таа атмосфера се осети после 17 дека се испразни енергијата. Сега, зашто тоа беше така, да не навлегуваме во детали, веројатно најдобро објаснување
не е тоа некоја завера или малициозност од страна на СДСМ, него тоа е едно голема, тие имаат голема гравитација, голема тежа и едноставно можат да поклопат голем дел од активностите. И тоа е по природа на нешта, тие се сепак нели не голема опозициона партија. И сега, за тоа велам, многу е битно да разборуваме автономната борба. Во таа смисла за поздрав се протестните марши, меѓутоа апел еден да се внимава да не се презема стратегијата на автономните граѓански движења. Затоа што кога тоа го прават автентичен револт, грасруц на граѓаните, самоорганизиран, тоа е препознатливо. Значи препознатлив е гневот, препознатливо дека тоа не е закажано, не е со некој голем буџет, па сега некој да седне да планира, туку едноставно тоа се луѓе обединети од идеја, обединети од еден сентимент или ресентиман према владата и излегуваат и тоа го искажуваат на улиците на нивен начин, креативен, спонтан, непредвидлив. Убавината на грасруцот и на протестите, но ние движење што ги следевме, особено од 5 до 17 мај, беше тоа што може да се случи еден говор да ја понесе атмосферата, еден момент на креативност да го понесе маршот во непредвидлива насока. Не е тоа нешто контролирано, вкалапено. Така што за тоа велам мора тој грасруц момент да биде зачуван. Автономно движење кое не смее да биде да шепа на една одредена политичка партија, не смее да биде ставено. Мислам дека не. Навистина мислам дека не. Многу внимаваме на тоа затоа што навистина знаете како граѓанските асоциации со своите ангажмани не ни се потребни нам како Социјалдемократски сојуз за нашата политичка борба со ВМРО-ДПМН која што допрва ќе следи после ова. За разубавување на имиџот на тоа мислите? Не, за самата политичка битка што ќе ја водиме веројатно на предвремени парламентарни избори, совршено не ни е потребен граѓанскиот активизам за да биде злоупотребен од наша страна. Во таа смисла го кажувам. И тоа може да биде опасност. Меѓутоа, од друга страна, знаете како? Да слушнеме зошто може да биде опасност, извинам, Жилико. Граѓанскиот активизам е овде, како што реков, не е само против диктаторот, туку против културата и практиката на диктатурата. Така што граѓанскиот активизам, како што беше кажано на протестите, е коректив и да никогаш да не се повтори. И граѓаните ќе видат тие кои што ќе ги дисциплинираат, особено следната влада. Значи на Груевски не му простуваме, меѓутоа не им попуштаме на тие кои ќе доаѓаат во идните. Да. Како што и функционираат медиумите всушност. Значи, токму затоа и реков дека нас не ни се потребни за нашата политичка битка, они мора да останат граѓански активисти. Вас ви се неопходни, а не ви се потребни во смисол да бидат злоупотребени. Значи, неопходни сме се сите едни на други за рушење на Никола Груевски. Тоа мислам, тоа треба да се затоа равноправен однос, взаимност и никакво патронизирање. Апсолутно. Значи една опасност која што верувам не е од малициозност. Ја не сметам дека тоа се лоши луѓе кои што го прават тоа. Меѓутоа има една тенденција која што е видлива кај сите традиционални политички субјекти, вклучително и СДСМ и вклучително и нивните партнери, има некоја тенденција на патронизирање. Значи во тој процес на еманципација, затоа реков, до сега символичкиот дел, они го положија, ги тргнаа партиските знамиња и којате може да дебатираме колку беше тоа битно или не. Меѓутоа, суштинскиот, стратешкиот, концепцијскиот дел, времето што доаѓа. Значи сега ние сме меки со СДСМ затоа што мораме да го бутнеме Груевски. Меѓутоа, таа критика тлее во општеството. И затоа мора да биде уважена како релевантна на масата. И на преговарачката маса, и понатака во креирањето на политиките. Мислам дека ние многу децидно го кажавме. Сега треба да сме заедно до рушењето на Никола Груевски. После, секој треба да ја фати својата страна. И сите треба да го заземеме своето место во општеството. Политичките партии да бидат тие кои што ќе раководат со институциите политичкиот живот на начин кој што подразбира нормални европски демократски стандарди, граѓанските асоциации да бидат тука како партнер или коректив во зависност од тоа како ќе се однесува власта. Тоа е многу нормално. Тоа е многу нормално. Така и треба да биде, не гледам поинаков начин. Добро. Околу бомбите веќе споменавме, оној бомбашки процес кој јас го велам бомбашка револуција, иако Лавров спомена обоена револуција, не дефинираше, не прецизираше за каква станува збор, но вистина бомбашка револуција во смисол на излегувањето на тие така наречени бомби, прислушкувани ленти и информациите, шпекулациите дека Заев или сите вие инсистирате всушност на
вметнување, разоткривање на одредени политички актери, но не и, например, бизнисмени. Практично се говори дека постои некаков таен джентлменски договор на заед и со некои бизнисмени кои ќе бидат амнестирани, чии имиња нема и гласови нема да ги слушнеме, иако конечно се говори дека ја купиле можеби и цела Македонија. Значи нема и ќе се уверите во понатамошниот период. Значи многу внимателно и сензитивно го раководевме, да кажам, овој процес на бомбардирање. Јас повеќе би рекол на шок терапија за освестување на македонската јавност и на македонското граѓанство, бидејќи навистина се уверив дека станува збор за многу сензитивни работи кои што покрена еден многу сензитивен процес. Сме кажале и ќе кажеме се она што располагаме ние како СДСМ, а кое што упатува на криминални активности, што на носители на државни функции, меѓутоа и на чинители во општествениот живот во Република Македонија, ќе биде објавено од наша страна. Тука ги вклучуваме и албанските политички партии, односно коалиционен партнер ДУИ. Значи, тоа веќе го слушаме со месеци. Не, значи вака, објавивме и за ДУИ, само малку се загубивме во квантитетот, па заборавивме малку и на квалитетот. Подеднакво да речем Муса Џафери местел суди како што местел Сашо Мјалков. И тоа го чувме. Меѓутоа мислам дека во квантитетот на разговорите се загубија дел од тие муабети или не звучеа на јавноста толку бомбастично како првичните. Се чини дека процентуално инсистирате сега, на зборувам, тоа е трагедија повеќе на Демократската унија за интеграција отколку на Социјалдемократскиот сојуз. Она што можете да го констатирате е дека министрите и пратениците на ДУИ кои што се коалиционен партнер на Никола Груевски и ВМРО ДПМН внимаваат по телефон што зборуваат, бидејќи се свесни дека се прислушкувани од страна на... Тие се свесни, но Мјалков, Груевски и Јанкуловска не биле свесни. И токму затоа, да речам, во периодов можете да посведочите дека има пропорционално гледано помал број на материјали во кои што се опатени функционери на ДУИ, меѓутоа заради тоа што биле свесни дека се прислушувале. Затоа што внимавале што зборуваат по телефон. Но која е логиката? Како е можно првите луѓе во државата, односно ги наброив претходно, да не знаеле дека тоа ќе треба веројатно да ги прашате министрите на ДУИ кои ќе ви бидат гости, зашто пазеле што зборуваат по телефонија, зашто вие не. Да не остане некажано, иако мислам дека досега небројно пати сме го кажувале. Никола Груевски и Сашо Мјалков ги слушате на телефонските разговори затоа што се закачени или закачувани на разговорите на други лица. Да, соговорници, добро. Тука немаме дилемата. Вангелов. И ако само се извинам, во периодот кој што следи, ќе може целокупната јавност да биде сведок и за криминали сторени од страна на функционери на Демократската унија за интеграција. Некои што не внимава. Некои што не внимавале или каде што барем разговорите се водени на таков начин што даваат сериозни индиции дека станува збор за, нели, како викаше премиерот, оној на Р, оној на П, оној на Г, значи меѓутоа со сериозни индиции дека станува збор за некои нерегуларни активности. Ајде, Вангелие, ве молам. Кој е вашиот став? Зошто се амнестираат за бомбите? Зошто се амнестираат? Постои навистина гнев во критичката албанска јавност помеѓу критичарите дека и особено кога станува збор за Смилковско езеро дека премногу го пласирате, го рекламирате, особено Заев, но секој ден чекаат. Значи вака да се разбереме, заради внимателност. Имавме на 9 мај многу невини настани, 8 членови на безбедносните сили полицајци ги загубија животот. Да, добро. Сензитивни се материјалите и многу внимаваме да овој процес не доведе до било каков немир. И токму заради таа сензитивност која што на 9 мај се разви... Ќе ги пуштите или нема ги пуштите? Апсолутно ќе ги пуштите. Добро. Значи тоа го ветивме и тоа ќе... Мене лично тој бомбашки процес ми е малку и мистерија, пошто нели информациите се во еден центар кој што ние нели ги добиваме информациите преку пресконференции. Не би коментирал сега која е стратегијата, да не испадне дека премногу ја критикуваме позицијата на непадната власт. Оно што мислам дека многу важно е како ќе се декласифицираат сите информации, особено по паѓањето на оваа власт. Зај пречека ќе ги уништи, што добро. веројатно не би смело да се случи. Не, јавно ќе ги предадеме. Значи нас ни треба нешто во моментов, нешто
ке или ке ни треба сега, нели, која е проценката на моментот. Во моментов ние имаме баш на кураторство од страна на СДСМ на информациите, пуштање по потреса. Тука се остава просторот да се сомневаме дали е тоа искалкулиран процес или не, меѓутоа јас не би навлегал во критика, пак ќе речам, затоа што едноставно го немаме тој луксус, имаме Груевски на власт. Видиме до крај стратегијата да се фокусираме на тоа, меѓутоа апсолутно после тоа бомбите, кој прислушувал, како се добиени тие снимки, како се објавувани тие снимки, како се известени прислушкувањата, тоа ќе мора да биде исто така процес на испитување. Да. И тоа е едно од тие сензитивни прашања кои што можеби не ги дискутираме сега поради сензитивноста на ситуацијата, меѓутоа кој што мора да имаме белешки и не смее да биде допуштено. Нели тоа тие информации не сме да забораваме дека се јавно добро. Тие ни припаѓаат на сите граѓани. И едноставно така мора и да се третира и постапката во која што нели ќе се решава како тие и ќе се одлучува и ќе се коментира како тие биле користени, како биле прибавени и слично. Два момента те напоменав само. Значи, уште на почеток на процесот кажавме дека во нормализирани институции, непартизирани, во кои што ќе се убедиме сите дека почнуваат да ги работат своите законски обврски, а не партиски наредби, ќе се појават оние што ние ги нарековме вистинските патриоти или популарно кажано whistleblowers. Тоа се луѓето кои што ги имаат доставено материјалите. И вториот момент, заради внимателност, токму внимаваме, онолку колку што можеме, не сме совршени. Меѓутоа и во терминологијата што ја употребуваме ние за материјалите кои што ги поседуваме и кои што ги изнесуваме, кажуваме дека председателот Заев на секоја пресконференција, мислам го напоменува дека се станува збор за материјали собственост на Република Македонија. Да. Визави вашето укажување. Немаме дилема. Верувајте, немаме дилема. Нити имаме било каква потреба да било што како процес тргнеме против Република Македонија. Ова го правиме заради тоа што во оваа држава треба да продолжиме да живееме сите без оглед кој што во моментов се бави со политичка или со граѓанска активност. Материјалите на крајот, кога оваа држава ќе се стабилизира во институционална смисла на зборот, ќе бидат предадени на надлежните институции заедно со лицата кои што партиципирале во незаконското снимање, а кои што сега се јавуваат како свиркачи и ги доставуваат тие материјали кај нас со цел да се отвори сеопфатна истрага за тоа колка бил обемот, кој го нарачал, кој го извршил, кој ги користел на крајот на денот. И како биле извлечени, односно обелоденати. Сакате нешто да... Па не на оваа тема, не. Да. Толку е на таа тема. Она што една дистинкција што споменува господин Челиев цело време, политичко и граѓанско. Граѓанското е политичко, особено во... Мисли на партија. Јас мислам на партијско. Сите сме политички личности, нели? Океј, ама не сме сите партијски, така треба биде. Ви благодарам што бевте гости. Благодарам. Вангели и Петар Шилеков.